15 милиони луѓе во светот годишно страдаат од мозочен удар. Во Македонија најчесто луѓето умираат од него. Алармантни се и податоците за намалувањето на старосната граница. Дури 268 лица под 40 години оваа година имале мозочен удар. Податоците се алармантни, бидејќи во Македонија најмногу луѓе умираат од мозочниот удар. На второ место се мозочен инфарктот на миокардот и на трето место се малигните заболувања. И многу алармантен податок е тоа што возрастната граница се спушта се повеќе и повеќе. Ако порано зборувавме дека мозочниот удар се јавува некаде над после 45-тата, значи 50-60 години возраст, сега можеме да кажеме дека се повеќе има случаеви и под 45-тата година, што нели сите треба да не загрижи. Сдруженијето на невролози и Сдруженијето за борба против мозочниот удар организираа едночасовно советување со граѓаните. На минувачите им беше мерен шеќерот во крвта, крвниот притисок, а беше делен и бесплатен едукативен материјал. Целта на акцијава е да се измери шеќер во крвта, крвниот притисок, да се поразговара со граѓаните и да ја подигнеме свеста за ризик факторите кои предизвикуваат мозочен удар. Значи да делуваме на ризик факторите, да се смени стилот на живење. Најчести фактори на ризик тоа е пушењето, неквалитетниот начин на исхрана со многу масти, сол, шеќер и нормално стресот. Тоа се коректибилни фактори на мозочниот удар на кои што може да се работи, значи во целокупниот планет на здравствена заштита и може многу да се придонесе. Овие активности се организираат во речиси сите градови низ земјава. Целта е да се подигне свеста на граѓаните за опасностите од мозочниот удар.